Состојбата со коронавирусот во Полошко е многу сериозна. Болничките капацитети во Тетовската клиничка болница брзо се полнат. Хоспитализирани се дури 90 пациенти, а 120 лица дневно имаат потреба од амбулантски преглед. За да се обслужат сите кои имаат потреба од медицинска помош, за прв пат од почетокот на пандемијата, ако има потреба, ќе се пренаменат и други оделенија. Се прави реорганизација за да може да продолжат и другите медицински услуги во болницата. Од состанокот што го имавме вчера од раководителите ни кажа дека во сите други области или оделенија, во клиники има и таму ити случаеви, така да никако не сме да изостанува и услугите за граѓаните во другите оделенија. Сега, замислите, ние истовремено треба да внимаваме и на давање на услуги на секојдневните обврски, па и таму има итни, а исто и ситуацијата со ковид треба да се справиме, која е навистина многу тешка. Па во моментот ние планираме, ако евентуално имаме зголемен број на пациенти хоспитализирани, ќе почнеме со третиот спрат, што е неврологија, псијатрија, ако треба и педијатрија. На инфективното оделение и во модуларниот објект на гостиварската болница нема слободни кревети, па пациенти се примаат и на интерното оделение. На лекување се 75 пациенти со COVID-19, од кои голем дел се со тешка клиничка слика. Состојбата моментално во болницата е многу напната со наплив на пациенти. Лежечките пациенти се во главно во тешка состојба и новите приеми што ни идат се во прилично тешка состојба. Место слободни немат, модуларна и инфективно се наполнети, така да пациентите што имаат потреба за поддршка од кислород се препраќаат во интерно оделение, најверојатно интерно. Денеска ќе се наполни, така да во главном ситуацијата е така. Министерот за здравство Венко Филипче соопшти дека утрово била направена координација каде да се препраќаат пациентите. Тој информираше дека се отвора и модуларната болница до инфективната клиника, интерното оделение на 8 септември и 3 триажни центри. Иако вчера беше најавено, сепак дополнителни мерки за Тетово засега нема да има, така одлучиле здравствените власти.